Само накратко, прво да ви се заблагодарам дека на јавна сцена и на јавна говорница кажавте дека имаме избегнување на ДДВ. Па кажете му го тоа на министерот, на заменик министерот, за да го свати проблемот, дека се избегнува ДДВ-то. Затоа што јавно кажавте дека има дрвократство, затоа што се избегнува ДДВ-то. За тоа да се сузбие, мора да има решение. Не кажавте решение, јас ви го кажувам решението. Понуна на дрво, ефтино дрво и борба со корупцијата и криминалот. Вие тоа не сакате да го затворите. На вас ви е битно овие 300.000 метри кубни огрено дрво и 200.000 техничко да се наполни буџетот и толку. Не ја сваќате суштината, 100 пати да ве објаснувам, нема да сватите. Меѓутоа, тоа е тоа. Околу цената, точно на македонски шуми е 3640 денара метар кубен, не е грешка. Го кажувам тоа, почитувам колега Чаракчиев. Меѓутоа кажав, 50% од тоа дрво го дадовте на извршителите на услуги, сеча, дотор, транспорт. И тие го продаваат 5000-6000 денара дрвото. Значи, вие директно стимулиравте зголемување на цена на дрво во енергетска криза. Зашто вие тоа не го кажете? Го знае цела јавност. На крај краишта, каде има во моментот 3600 денара, 2600 колешката вика, секој да се снабде? Каде има? Никаде. На пазарот теоретски стојат тие цени, во пракса да идете во Караџица, било каде, во Тетово, нема такво дрво. Сега, тоа ви е, почитувани господа, проблемот. Вие не можете да го абсолвирате, Министерството не може да го абсолвира, меѓутоа проблемот е што народот е оштетен, што народот плаќа скапо дрво. Проблемот е што се деградира шумарската струка. Овде се кажуваат приказки за загадување, за не знам што, за полнење на буџет, за не знам што. Немате решение на проблемот. Имате само безмилосрдно полнење на буџетот и осиромаштување на граѓаните. Да не должам, благодарам на реплика.